Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Ова утро да си кажеме за сериозниот недостиг со медицински кадар со кој се соочува Македонија или за алармантното предупредување на еден од нашите врвни токсиколози дека за неколку години во земјава ќе нема кој да прегледува пациенти и да им препишува терапија на болните. Му велам добро утро на доктор Нико Беќаровски, професор на Медицинскиот факултет во Скопје и лекар на Универзитетската клиника за токсикологија. Добро утро, добре дојдовте во студиото. Вас ви е добро утро, мене ми е веќе добро вечер со оглед дека и на овие години треба да дежурам, нема кој веќе. Нема доволно млади лекари да дежураат, па морате вие професорите. Така е. Професоре, со оглед на тоа што доаѓате од клиниката за токсикологија, би ве прашал на почетокот со што се најмногу отруени македонските граѓани? Или од што најмногу патат кога станува збор за токсиколошки проблеми? Така, реално македонските граѓани најмногу се отруени од политика, ама за среќа ние тука не може да им помогнеме, односно за наша среќа, нивна несреќа. Ако зборуваме во однос на тоа што се отруени како вистински труења кои што завршуваат на клиниката, најголем дел се сепак труење со медикаменти, пред се со лекови за смирување, тука доминира диазепамот на прво место. Меѓутоа, тоа што би сакал да истакнам и што е крајно алармантно, ние сме држава рекордер по бројот на труења со киселини. Значи, нема ниту една држава друга во Европа која што има волкав број на труења со киселина по глава на жител. Тоа е свесно намерно? Зборуваме за свесни како обид за самоубиство. Можете да замислите кој е очајот за да посегнете да го одзимате животот со корозивно средство. Велите најмногу се отруени од политика, меѓутоа можеби вашите колеги психијатри би рекле дека се отруени од меѓусебна омраза, од чемер, од разочараност, од недоверба меѓусебна, од недоверба во институциите, во системот? Па точно така е. Тоа мислам, малку ако просрфате на Facebook, на Twitter, на сите општествени мрежи, ќе видите дека на секој возможен пост има преку 100-200 негативни коментари и еден позитивен. Тоа е нашето секојдневие. Еве, велите доаѓате директно од дежурство, како ви беше ноќта? Мирна ноќ имавте или имаше работа? Па релативно мирна ноќ можам да кажам, меѓутоа да се потсетиме дека во ова време веќе започнаа постите, така што сите тие работи градов едноставно живее во два дела, едниот е дневниот ден, другиот е ноќниот дел веќе, така што е раздвижено низ клиничкиот центар во ноќните сати. Кога велите релативно мирна ноќ, колку интервенции значи тоа? Па тоа релативно мирна ноќ значи во просек некаде 20 на интервенции, 15-20, зависно од ноќта, тоа се стандардни ноќни. Имаше некое сериозно труење ноќеска? Не, ноќеска труење немаше сериозно. Актуелно е деновиве случајот со човекот од Битола, пациентот кој беше итно пренесен на клиниката за токсикологија поради тоа што испи течност, мислејќи дека е вода. Всушност стануваше збор за детергент класичен за миење садови. Во принцип стануваше збор за концентрирани две соединенија кои што се база хемиски гледано и кои што делуваат страшно корозивно, натриум и калиум хидроксид. Во каква состојба е пациентот? Пациентот за среќа е стабилен, во моментов прима редовно терапија, почнавме полека и да внесуваме храна кај него, така што се надеваме на добар исход. Значи животот ќе биде спасен, дали ќе има последици? Рано е да се каже, да се надеваме и се трудиме да, ако има, да бидат што помали. Професоре, пред да зборуваме за недостигот на кадар, она што велите, за жал нема кој да дежура, па мораме и ние професорите со поголема возраст да дежурате ноќе. Да ве прашам уште за неколку случаи кои беа актуелни овој период. Застанавте во одбрана на вашите колеги од Битола, кои го третираа малото девојче кое почина за жал. И тоа е разбирливо. Впрочем, и наодот на Државниот инспекторат оди во нивна полза дека направиле се што можеле лекарите и не треба да се сомневаме дека е така, меѓутоа веројатно го разбирате и гневот и вознемиреноста на дел од јавноста и особено на блиските на тоа девојче, кога и самиот во многу наврати сте признале дека паѓа квалитетот на
на медицината, на здравството во Македонија, на здравствените услуги кои се нудат, па со оглед на тоа се можни и пропусти? Да почнеме поред. Значи, јас го разбирам чемерот што е создаден кај народот, посебно кај таа популација што живееше во еден друг систем. Значи, социјализмот е позади нас. Западната медицина, сакале, признале или не признале, не е хумана медицина. Во центарот на западната медицина сепак стои профитот на крајот на денот. Токму поради тоа, западниве држави измислија одредени протоколи за лекување. Тие протоколи служат, имаат единствена цел да го заштитат инвеститорот кој што инвестирал пари во одредена болница од болнички грешки. Токму ради тоа, постои протокол, вие која ќе ви дојде пациент со температура, да не размислувате многу, ќе направите тие анализи лабораториски, ќе направите ваков бриз, ќе направите таков рентген, без оглед што се случува, вие пред законот сте чисти. И токму тоа се случи во моментов со пациент, несреќниот случај. Морам да кажам дека е трагичен и несреќен случај со малата Јана во Битола. Значи, гледано законски, сите протоколи се запазени. Примена е на време, нема време на чекање, направени се потребните анализи. Исходот каков што излезе е токму тоа што ви го кажувам. Значи, во тие протоколи, тие се направени спрема тоа да помогнат на најголем процент на луѓе. Меѓутоа, тука секогаш има. Затоа и медицината ќе биде последна гранка која што нема да се роботизира. Затоа што доаѓањето до вистинска диагноза е многу потешко. Кога ќе ви се расипи кола, вие ќе ја ставите на компјутер, компјутерот ќе ви покаже карбураторот е дупнат на тоа и тоа ниво. Двајца луѓе на земјава се уште идентични нема. Они може да личат фенотипски, меѓутоа внатре не личат меѓу себе. И токму поради тоа овие протоколи може да предизвикаат грешка. Колку и да кажуваме ние evidence-based medicine, тоа убаво звучи. Тоа е медицина базирана на докази. Меѓутоа, ништо не ви помага ако вие имате малку полево поместена аорта или подесно, значи вие не се уклопувате во тој општиот турник и кај вас може исходот да биде различен. Треба да се доиспита случајов, меѓутоа гледано првен многу ме погоди тоа што беше дека никој не кел да ги види, чекале и така натаму. Извештајот јасно покажа дека во истиот момент е детево прегледано и дека за 4 часа е направено на вистина све што предвидуваат протоколите. А најтешката работа што постои во медицина е да се постави диагноза. Па видете го доктор Хаус, сите што го гледавме и сите кои што сакаме да бидеме, па и него 2-3 дена му треба да размисли, да прочепка за да стигне до вистинската диагноза. Значи, двајца луѓе исти нема. И тоа треба да го разберат граѓаните дека не е секогаш исто. Ако нешто помогне кај еден, кај другиот може нема да помогне. Меѓутоа, колешките во дадениот момент се придржувале спрема протоколите кои што се предвидени за состојба на дехидратација. Дали поставиле точна диагноза или не, тоа веќе е втор дел од проблемот. Меѓутоа, детево било дехидрирано, тргнале по тој пат, понатаму што се случило, се надевам дека ќе покаже обдукција. Да, и вонредниот инспекцијски надзор покажа дека сите протоколи биле запазени и вие во вашиот пост на социјалните мрежи велите дека не се сомневате дека вашите колешки од Битола лекарките направиле се што било во нивна моќ, бидејќи и вие лекарите сте луѓе со чувства и емоции, бидејќи станува збор за лекарки кои се и родители, направиле се да го спасат девојчето и тоа е несомнено. Зошто тогаш фатален крај кај еден ваков пациент? Сега ја прашувам како интернист, како лекар. Значи вака, првин мора да сватиме ниеден кој што не работел во ургентна служба не знае какви се тие моменти на стрес кои што предизвикуваат. Значи тука се работи за секунди кога треба да се донесе одлука. Лесно е вака наладно да се коментираат, може би требаше да направи ова, може би требаше да направи ова. Кога мало дете пред ваши раце почнува да се гуши, почнува да пребледува, почнува да станува цианотично, верувајте дека во тие моменти треба екстремно голема присебност и екстремно брзо време да се донесат одлуки.
Не може секогаш да се исправни. Значи тоа се дел од секунда кај што се работи. Меѓутоа, тоа што мене ме погоди, да се нарекуваат убици и така натаму. Значи не постои, 33 години едуциран персонал медицински. Се уште не сум сретнал колега кој што свесно сака некого да убие. Значи секој од нас се труди да помогне колку може. Некогаш можностите се помали. Видовте што се случува. Никој не коментира дека денес вчера и на вашиве вести кажавте пред малку ќе се намалат критериумите за прием на факултет. Па кога ќе се намалат критериумите за прием на факултет, порано на медицински факултет во Скопје се запишуваа се 140 студенти и тоа беше кремот на секоја генерација за тоа што сакаа најдобрите точно да станат доктори. Денес имаме 3 медицински факултета, на сите се прима под 150 до 200, критериумите се страшно спуштени. Не очекувајте кога на почеток имате само квантитет, а немате квалитет, да излезе после некој квалитет. Да. Напишавте неодамна дека, а и општо познат факт е дека Македонија се соочува со недостиг на медицински кадар, на здравствени работници од сите профили. Најмногу се дефицитарни докторите. Вие објавивте дека за една деценија за 2000 луѓе во апсолутна бројка е намален бројот на лекари во Македонија и сега се останати 5400. При што следува еден голем бран на заминување во пензија и тоа на едни од најзвучните медицински имиња во земјава, оние токму што се и професори на медицинскиот факултет во Скопје. Што ќе се случува потоа? Кога велиме сериозен недостиг на медицински кадари на лекари, дали е тоа толку алармантно? Тоа е алармантно, сега ќе ви кажам зашто. Јас секоја година правам некоја своја интерна статистика со колегиве кои што поминуваат на нашава клиники, некои што им држам вежби и предавања. Верувајте, 85 до 90% од нив не ја гледаат иднината овде. Кога ќе ги прашам што правите покрај медицина, сите кажуваат учиме германски, почнаа норвешки, шведски, дански да учат деца. Значи, они едноставно не го гледаат својот иден пат овде. И кога ќе ги прашате зошто, не се секојаш причините само плативе кои што се смешни во однос на тоа. Разбираме, живееме во такво општество како што живееме. Во моментов лекарскава плата е пристојна, далеку од добра, меѓутоа е пристојна. Значи, не е тоа главната причина. Втората причина се условите. Верувајте, лесно е да се биде доктор во Данска, каде што за 5 минути имате комплетна лабораторија, каде што во текот на самата операција операторот го добива наодот од патологија, дали се работи за малигно ткиво, не, или дали да продолжи со операција и не. Ке нас гледате за некои обични прегледи се чека со месеци. Има пациенти кои што ги хоспитализираме, знаеме дека треба дента да направиме ургентна компјутерска томографија, треба да чекаме, ако успееме некако со лични врски и познанства да замолиме некој колега да направи, снимање уште неколку дена за да се прочита. Тоа е изгубено време кое што после тоа ако нешто се случи се знае на кого паѓа вината, на докторов што не преземал се, иако пробал се да преземе. Условите видете ги во нашиве болници. Сакаат да ги намалат давачките и придонесите за да се зголемела нето плата. Да. А општествениот стандард? Ајде тоаш да направиме комплетно приватно здравство ако веќе вака си. Најниски придонеси во регионов и во цела Европа за здравство има Македонија. Уште ли ќе ги смалуваме? На што ќе се сведе? Да, и во велите дека за функционален здравствен систем треба да имаме најмалку 3 доктори на 1000 пациенти, на 1000 граѓани. Така. Кај нас е и таа бројка е под тој минимум. Што значи ова, дека за една деценија навистина ќе нема кој да врши преглед на пациенти, да дава дијагноза, да поставува и да дава терапија? Па веќе гледате што ни се случува. Охрид, кој што беше центарот каде што верувајте многу ретко ние добивавме пациенти да се трансферираат на клиника. Затоа што имаше персонал, имаше знаење и можеа да се решат скоро сите состојби. Педиатриско оделение да не може во Охрид. Зборуваме за главниот туристички центар да спроведе дежурство.
Ќе се случува истото и на другиве клиники. И на клиникиве што се во Скопје. Сега малку црпиме ние кадар од внатрешноста, меѓутоа со тоа се прави уште поголема грешка. Значи, ова централизација на персоналот во Скопје, со овие патишта што ги имаме, ќе ни направи друг проблем. Пациентиве од внатрешноста како ќе добијат соодветна нега. Еве, во конкретниот случај не викам дека детево би било спасено во Скопје, меѓутоа транспортот од Битола до Скопје со нашиве патишта би траел минимум 2 часа. Немаме организирано хеликоптерска служба за итни случаи. Немаме. Сите центри го имаат тоа. Сум престојувал во Шведска, сум видел како функционира систем. Че таму е све на располагање. Таму најврвната здравствена заштита во рок од пола саат ќе ја добиете без оглед дали сте скроз на северот во Шведска. Ако треба ќе дојде хеликоптер ќе ве земи. Меѓутоа за таков здравствен систем како што има Скандинавија, како што има Франција, треба и соодветно да се издвојува. Сите знаеме таму колкави се придонесите што се даваат. Овде сите сакаат да се пријават на минималец, да заобиколат сите возможни начини за плаќање на здравствен придонес, а да имаат заштита како во Франција. Не може. Медицината е премногу скапа работа за да може добра медицина да има без пари. Тие се тие причини кои што колегиве ги тераат да бегаат во странство. Затоа што таму може да се реализираат. Деновиве сигурно сте виделе, кружи по Facebook дека наш колега, албанец од Тетово, кој што овде не можел да се запосли, станал началник на клиника во Швајцарија. Да, станал поради тоа што таму му се овозможени услови да напредува. Знаете колку кошта учество на еден конгрес светски? 2 до 3.000 евра. Кој може да си го дозволи тоа од колеги? Тоа се 2,5 плати докторски. А без да идете на конгрес не може да се едуцирате. И сега, кој е начинот? Начинот е да молите по фирмиве, по компанииве да ве спонзорираат. Секоја молење, секоја услуга има и противуслуга. Тој утре кога ќе дојде ќе бара преку ред да влези кај вас. Во моментот кога ќе влези преку ред, тој надвор што чека, ќе вика. Значи, работиве се комплетно изместени. А имавме прекрасен здравствен систем. Југославија имаше во 5-те најдобри здравствени системи во Европа. Сега сме во 5-те најлоши. Каде сгрешивме и каде е најголемото промашување со оглед на тоа што и сами одвелите дека најдобрите средношколци, кремот, најталентираните завршуваа на медицински, така беше изборот и критериумот, само тие можеа да станат лекари, и ако тие врвни лекарски имиња дозволија да се урниса системот во тој преот од социјализам кон капитализам, каде што главна улога имаат парите, и како може денес во Македонија приватните здравствени установи, приватните клиники да функционираат, да биде се средено и да има и ред, и сега во државните да нема? Многу едноставно. Во приватните клиники се бира по квалитет. Значи, они ќе прошетаат, ќе видат што може од државното здравство да повлечат, секако ќе понудат подобри плати, подобри услови за работа. Вработувањево во клиникиве по вистински клуч заврши таму некаде 90 и некоја година. Не може да се одредува кој ќе работи на клиника на општински комитет на било која партија во Драчево или во центар. Едноставно не може. Ние мора да направиме една врвна здравствена терцијарна установа на која што стварно ќе дојдат најдобрите. Нека не викнат нас професориве, ќе им кажеме во секоја генерација во која дете вреди да се инвестира. Верувајте, сега има 15-20% од децава се прекрасни. Кога ќе дојдат такви студенти, нас ни е желба да работиме, да им покажеме. Тие деца, ако ги задржиме овде, ќе има здравствен систем. А не може да се јави некој на некого, овој од утре работи на клиника. Да не зборуваме за средниот персонал, таму е уште потрагично. Се отворија на секој чекор така наречени средни медицински паралелки. Па не може сестра во тек на целото свое образование да не земи шприц во себе, игла да не знае како да се постави. Верувајте, доаѓаат се уште мислат вака дека се боцнува со завршено, со положен стручен испит. Добро е што се уки на вечерното учење, меѓутоа мора да се редуцира и бројот. Мора да се редуцира едноставно. Не може државава 3 медицински факултета не може да има.
Многу се и нема потреба. Светските норми се на 4 до 5 милиони еден медицински факултет. Ние направивме 3, дисперзија на кадар, дисперзија на квалитет. Немам апсолутно ништо против колегите и во Штип и во Тетово. Меѓутоа, кои се можностите што можат да им ги покажат таму и да ги видат? Па на дежурство пациент со десетина таблети ми го препраќаат од таму на клиника. Што ќе види утре тој колега кога ќе иде на вежби таму? Ништо. Такви се условите, не ги критикувам ни нив, меѓутоа таа е реалната слика и ние мора да разбериме дека ова вака понатаму не иде. Мора да се направи радикален рез. Со оглед на тоа што и самиот бевте директор на клиниката за токсикологија, имавте личен пример кога да ви се јави некој од некој штаб од Драчево или центар, како што кажувате, и да ви рече ова дете треба да работи на клиника за токсикологија или некој министер да се обиде да ви интервенира? Значи вака, првин бе веде директор, сена се 13 месеци, и тогаш имаше страшен дефицит, како што има и сега на колеги кои што работат на клиникава. 2 пати распишувавме конкурс, верувајте, за 4 места, едва најдовме 4 кои што решија да дојдат да работат, затоа немаше притисоци. Веројатно да имаше повеќе кандидати, ки имаше притисоци, толку беа. Едва намоливме да дојдат колеги да работат. Не поради друго, тешка е работа во ургентниве центри. Секој кој што работи со ургентна патологија знае какви стресови се. Животот ви се скратува при секоја. Ако мисли некој дека ние докториве сме веќе имуни на тоа кога ќе ни почини пациент, воопшто не е така. Значи, секој пациент ние го преживуваме, го преџвакуваме. Знаете колку пати наназад ќе се вратиш, ќе размислиш дали може би ако направев нешто друго или ако не направев, ќе беше подобар исходот. Значи, се тоа трауми кои што оставаат длабоки ожилци во нашите организми. Не сме ние роботи, па ајде, умреле вечерва тројца, утре ќе се смееме. Не. Малку секако дека поинаку реагираме на овие работи него што реагира обичниот пациент, меѓутоа далеко од тоа дека сме ние некои празни роботи кои што немаме душа во себе и затоа ми паѓа тешко и ги пишувам овие написи кои што ги пишувам. Професоре, во ред, велите кога бевте начело на клиниката немало притисоци, веројатно поради и тоа што немало голем интерес за тие 4 работни места, меѓутоа факт е дека целиот ваша професионална кариера сте таму на таа клиника за токсикологија. Има ли луѓе кои незаслужено си го нашле своето место таму и сестри кои погрешно го држат шприцот? Апсолутно да. Не само на нашата, на сите клиники го има тоа. Мора да сме објективни дека е така. Едно време додека имаше систем, начекав јас малку и од стариот систем, се знаеш првин. 2 години задолжителна примарна здравствена заштита. Јас кога дипломирав, отидов во Македонска каменица, работев за да го испечам занаетот, ако сум од Скопје. Отидов го печев занаетот. Јас таму и шиев кога ќе ми дојдеше дете со рассечена аркада. Дури сум правел и трахеостома, што денеска не знаат ни да ја изговорат студентите. Значи, тоа е обезбедување на дишен пат од овде за да не ни се угуши пациентот. 16 породувања имам направено, како општи лекар. Нашиве сега се случува да не умрат и родилки кај гинеколози. Значи, сосема не се изместени стандардите. Понатаму, тоа е првиот чекор. Вториот чекор. Не може, не викам дека оценките се некој квалитет, меѓутоа ниските оценки се по автоматизам знак дека нема квалитет. Критериумот е спуштен невидено. 2000 година бе во комисија за полагање на државни испити на сестри. Верувајте, нивото на сестрите што полагаа во 2000 година е подобро него сега ниво на луѓе кои што ми доаѓаат да полагаат колоквиум по токсикологија на специјализација по интерна. До таму стигнавме. Мора да сме објективни дека така и да работиме. Едно време не беше дозволено сите што имаат под 8 просек да специјализираат. Сега секој наоѓа начин да специјализира. Приватна специјализација, измислена категорија што ја нема никаде во свет. Не може секој да специјализира. 80% од проблемите во здравство треба да се решаваат во примарно здравство. Да, нека бидат и тие колеги специјалисти по така наречена семејна медицина или
како и да кршта фамилиарен доктор, да, точно за да се подигне малку просекот, зашто плативе се стварно смешни. Меѓутоа, не треба сите да бидат. Воведовме специјализација по кардиологија. Директно од клупа специјализација по кардиологија. Колегата ќе стане кардиолог, кога ќе му дојде слепо црево нема да го препознае. Зошто? Ради тие насочени специјализации. Мора првен да се испече занаетот. Медицината е пред се занае. Книгата е едно, искуството е друго. Некоја се чудат, ќе влезе пациент од врата и кажуваме диагноза. Тоа е искуство што од книгите не може да се стекне. Па толку више професионална деформација идам, која ќе шета некој на плажа, веќе во себе кажувам диагнози. Тоа е искуство што се пече со работа во примарна здравствена заштита. Дајте да го вратиме системов, нека работат луѓе. Првин, ќе се овозможи во секој дел од државава да има лекари. Задолжително враќање на примарна здравствена заштита. Тука имаме криви сме малку и ние, професориве. Голем дел од нас сакаа по секоја цена своиве деца да си ги направат доктори. Проклетство невидено. Мислам, првин во однос на квалитет, а второ, реално две деца имам, најголем успех ми е што ги натерав да не продолжат по моите стапки. Затоа што ова е тежок хлеб, кој што, за жал, воопшто не е ценет во оваа држава. И сега, токму поради таа мала бројка на луѓе кои што сакаат пред 30 година да станат и да докторираат, и да магистрираат, и да станат професори. Не е оди така. Доктор се станува најрано вистински специјалист на 35 до 40 години. Затоа на Запад се цени токму таа возраст. Затоа и таквите одма стигнуваат да се запослат на Запад. Имаме проблем на повеќе нивоа. Еден е одливот на медицински кадар по два основа: заминување во пензија и заминување во странство поради ниските плати и лошиот квалитет. Второто е квалитетот на услугите кои луѓето кои ќе останат овде може да го понудат. Има ли решение и во увоз на медицински персонал од земјите кои се заинтересирани да мигрираат во Македонија? Можеме ли од исток да увеземе ефтина, квалитетна медицинска работна сила? Во моментов може да увеземе, многу е сурово. Мислам, секој најдобро да си работи таму кај што. Меѓутоа, кога јас би се прашувал, во моментов би увезол лекари исклучиво само од Украина. За жал, таму се води една безсмислена војна. Меѓутоа, ако веќе ме прашувате, да. Високо едуциран кадар, кој што си ја знае одлично работа. А да увеземе Бангладеш, Непал и така натаму, па тие, веруете, немаат таму и за нивно население да ги оставиме таму да умираат ли? Плюс се сомневам дека за овие плати кои што се нудат овде, дека би дошле. Ако веќе го прави толкав пат, ако се одвојува од домашните, зошо би се задржал во Македонија, зошо не би прешол, па не мора повеќе преку граница. Недостаток има и во Србија, недостаток има и во Хрватска, да не зборувам за Словенија. Зошто би останале овде? Да, отсуството на систем за кој зборувате е видливо во секоја сфера, не само во медицината, меѓутоа ова што се случува во здравството ќе ни судри веројатно прво од глава и е најалармантно бидејќи станува збор за најскапоценото нешто, здравјето на човекот. Најалармантно е образованието. Јас сум и таму и таму. Без квалитет во образование нема да има ни здравство. Секоја година што ни се случува, спуштаме критериум. Па имавте на вести пред малку. Што барале матурантите? Да се намали учеството на екстерно во вкупниот број на бодови. Знаете зошто? Затоа што екстерното е исто на ниво на цела Македонија. Интерните испити ги полагаат пред своите професори. Па секако дека ќе им ги кажат одговорите, ќе излезат сите одлични на матура. Што сме направиле? Секој ќе може сегде да се запише. Не беше вака. Во мојата генерација од 210 луѓе во Корчагин, петорица бевме скрос одлични 4 години. Сега просек на клас во медицинско 5.00. Зашто изгубивте надеж во сите овие години и во дијагностицирајќи оваа состојба во македонското здравство или се уште сте оптимист дека ако не можеме да го вратиме тој систем што некогаш постоел, барем можеме да ги подобриме работите?
Значи, дали изгубив надеж? Да изгубев надеж, ке ќутев, немаше да зборувам. Значи, се уште се надевам. Јас верувам дека единствен исправен здравен систем е јавно здравје. Значи, сум имал прилика да ги видам системиве, најлошо функционираат комбинирани здравствени системи, каде што постои јавно и приватно здравство, затоа што приватното здравство ги исцрпува финансиски пациентиве и после тоа кога доаѓаат захтевни интервенции кои што бараат големи средства материјални, а малку носат профит, ги препраќаат во државно здравство. Не знам дали знаете, истата интервенција во приватно и во јавно здравство со односот на цени 1:10, 1:15. Значи нема никаква конкурентност. Од сите земји во транзиција, две имаат успешен здравствен модел, тоа се Словенија и тоа се Естонија. Словенечкиот модел е 99% јавно здравство и функционира, сум присуствувал, сум гледал 2 пати по месец дена бев таму. И вториот е естонскиот модел, каде што уште 92-3 рекоа да, од денеска све ќе приватизираме, меѓутоа приватизирање во смисол на тоа што ги дадоа болниците на приватници, а се уште граѓаните користат услуги преку фондов. И тука веќе има компетиција. Тргнаа сите од иста основа, ги дадоа и сега се надпреваруваат меѓу себе различни болници која ќе понуди подобар квалитет и осигурениците бираат во која болница. Значи, верувајте, сум ги видел и двата модела функционираат прекрасно. Колку се тие прилагодливи, односно можно за адаптирање во Македонија? Па видете, во моментов се створи премногу голем дисбаланс. Видете го стандардот што го нуди Систина од една страна и што го нуди било која клиника. Сега зборуваме како комодитет на болниве, не зборуваме само за услуга. Премногу големи разлики се створија, значи во моментов едноставно не може да ги дадите на слободен надпревар да се надпреваруваат клиниките со приватниве здравствени. Второ, приватниве здравствени го бираат персоналот. Дајте ми ја било која клиника, меѓутоа јас да го одберам персоналот, ќе ја направам како што треба. Се додека е на овој начин за послувањево, едноставно е некомпатибилно. Меѓутоа, јас сум оптимиста, се надевам дека единствен, сепак успешен здравствен модел е јавно здравје. Колку имаме подобро јавно здравје, толку ќе имаме и посреќна нација. Американската медицина е медицина базирана на... Вие во Америка, која ќе ве собери брза помош, не ве прашува што ве боли, кој тип на осигурување го имате, за да знае кај да ве носи. Премногу е сурова таа медицина. Ако тежнееме кон таа како општество, да, јас би го преферирал скандинавскиот модел или пак, еве, не мора подалеку, Словенија, словенечкиот. Професоре, малку зборувавме, при крај сме со разговорот, барем времето ни изминува. Сакам да ја прашам, предупредувавте во повеќе наврати во текот на пандемијата дека сме, меѓу другите звучни лекарски имиња, дека сме нација отруена и со преголема употреба на антибиотици и дека поради тоа стануваме отпорни на разни бактерии, односно бактериите стануваат отпорни, па се умира и од обична бактериска инфекција по престој во болница. Дали работите се подобрени во таа насока сега по алармот кој беше вклучен? Па реалност не се. За жал се уште се препишува премногу лесно антибиотик. Мислам дека нема држава каде што полесно се препишува антибиотик. Тука сме криви сите, да се разбереме. Што прават нашиве кои ќе дојдат што работат во странство? Трчаат до првиот лекар да им препише 1 тон лекови, затоа што во Холандија 10 дена си болен од парацетамол повеќе не ти даваат, да му се најде некоја амоксиклавче, да му се најде некоја сумамече. Значи антибиотициве и затоа се менуваат. Производство на еден антибиотик кошта неколку милиарди. Значи тоа се група на студии кои што треба да се направат. Воопшто не е ефтино и затоа само најголемите фирми можат да си го дозволат тоа. Од сите источни држави, единствен антибиотик кој што излезе во историјата, тоа е од Плива фабриката во Загреб, додека беше Југославија, тоа е токму тој сумамедот, азитромицин.
Ова ви го кажувам за да ви кажам колку е скапо производството на еден антибиотик. Гледате, пазаров ни е преплавен со суплементи, веќе нема лекови. Значи, за да стане нешто лек, екстремно е скапа процедурата. И сега ние што правиме? Го даваме и каде што треба и каде што не треба. Антибиотикот служи за убивање на бактериски инфекции. 90% кај што се дава антибиотикот воопшто не е докажано дали има бактериска инфекција. Дигнало температура, детево се закашлало, под 2-3 мрсулчиња се појавиле, трчај, врши притисок врз матичниот лекар да се препише антибиотик. Има принципелни колеги кои што не го припишуваат, знаете што прават родители, веќе го испишат од таму, идат кај другиот, каде што како во самопослуга ќе му каже пиши ми ова, пишува. Држи објаснувањето на некои матични лекари кои ете така полесно пишуваат антибиотици дека во земјава во Македонија има поголема палета, поширока палета на бактерии отколку на пример Холандија спомнавте како споредба или некоја европска земја, дека бактериите тука се поразлични и поотпорни на некои видови медикаменти од таму? Значи со тек на користење секоја бактерија, значи затоа и тие обстанале најдолго. Најдолго на земјинава топка постојат вирусите и бактериите. И алгиве, ако ги кажеме од друга страна. Милиарди и милиарди години. Зошто? Зашто имаат екстремно моќна адаптација. Тоа што значи? Ако денеска губива антибиотикот, следна генерација ќе убие 80%, таа следната веќе како храна го користи. Едноставно, тоа е резистенција што ја кажуваме ние и сега кога се дава безпотребно. Значи, вие безпотребно го давате кај некој кој што нема никаква потреба. Во првиот момент ќе ја уништи кај него таа флора која што е добра во желудникот, ќе направи една белја, и второ, таа количина на бактерии кои што се наоѓаат во воздухот околу, кои што ќе влезат внатре, ќе се адаптира прва генерација, втора генерација. Затоа секогаш за антибиотици премногу веруете е скапа работа за така неодговорно да се однесуваме. Истото кој што ни се случува со вода за пиење. Единствена држава во свет каде што се полеваат бавчи со вода за пиење е Македонија. Истото го правиме и со антибиотици. Кога ќе требаат, не делуваат. Еве веќе ни се јавуваат случаи. Интрахоспитални инфекции ги имаме на секој чекор. Резистенција на антибиотици ги имаме. Многу често се случува обичен стрептокок кој што порано со обичен ампицилин го третиравме, сега кога ќе направиме антибиограм, ќе дојде од 10 антибиотици на 8 е веќе резистентен. Тоа го направивме ние со неконтролираната употреба. Ништо не е проблематично да причекате 2 дена. Да се земи бриз, да се прати на микробиологија, да се види. Има бактерија, кој тип на бактерија, дадите го тој антибиотик. Или ако не може тоа, барем една обична крвна слика. Нема леукоцити, во секоја амбуланта веќе крвна слика се прави. Ако има знаци за вирусна инфекција, не земајте антибиотик, ќе помине. Всушност во книгите од кои што учев пишуваше вирусна инфекција со лекови се лечи 7 дена, без лекови за 1 недела. Тоа ни е најдобар показател како треба да се третираат вирусните инфекции. Професор Беќаровски, благодарам многу за гостувањето во утринската. За жал немавме време да зборуваме и за предупредувањата што ги дадовте во насоките за опасните диети, за киселоста на организмот и за многу други важни прашања, меѓутоа се надам ќе имаме можност во друга пригода. Благодарам и на вас за отстапениот простор. Да, почитувани гледачи, го проследивте разговорот со професор Нико Беќаровски. Останете и натаму со нас, продолжуваме со редовните содржини во утринската програма на Телма.